Од 100 македонски државјани во Израел, 28 се пријавиле за евакуација, соопшти министерот за надворешни Тимчо Муцунски. Кажа дека најдоцна до утрешниот ден 8 наши државјани, од кои 4 деца, ќе заминат во Египет, придружени од безбедносен конвој. А потоа од Шарм ел Шејк ќе бидат вратени во земјава со владиниот авион. Останатите 20 лица ќе бидат евакуирани веднаш по воспоставување редовен авионски сообраќај од Тел Авив. Министерот истакна дека персоналот на нашата амбасада се наоѓа на безбедна локација и останува постојано на располагање на македонските граѓани. Барање за евакуација од Иран за сега нема. Бидејќи е затворен аеродромот во Тел Авив и генерално е затворен воздушниот простор во Израел, единствените опции кои што ги имаме е прво по копнен пат да ги пренесеме нашите државјани во трети земји. Опциите кои што во моментот ги разгледувавме се Египет и Јордан. Египет ни се виде како најбрза опција во моментот, следејќи ја целокупната состојба во регионот. Активно работиме на тој процес. Се работи за 4 возрастни лица и 4 деца, кои што ќе можеме, согласно условите на владиниот авион, со еден лет да ги донесеме во Скопје. Значи нема да треба за овој случај 2 пати да прелетуваат. Остатокот од граѓаните кои што побарале да бидат вратени во државата со наша помош, бараат тоа да не се врши преку трети земји, туку бараат превозот да се изврши директно од Израел. Тоа во моментот ниту ние, ниту било која држава не може да го овозможи. Во прва прилика кога ќе се отвори воздушниот простор над Израел, ќе бараме начин како тие да ги вратиме во државата директно од Тел Авив, ќе повторам, по нивно барање. Работиме да бидеме меѓу првите држави што ќе ги извлече своите граѓани користејќи го Египет. Очекувам вечерва или најдоцна утре да отпочне тој процес. Бизнисот прави калкулации кои би биле евентуалните последици од конфликтот врз економијата, а Регулаторната комисија за енергетика веќе ги најави првите нагорни корекции на цените на бензините и на дизелот. Од ноќеска на полнок цените на горивата се зголемуваат за 1,5 денар. Она што го гледам денеска, во овој момент, е дека има некое мало намалување во однос на тоа што се случуваше во петокот. Исто така во петокот имаше драстично зголемување и на секој нафтен дериват, посебно дизелот се зголеми за $40. Така да се надеваме дека нема да продолжи тој тренд на секојдневно зголемување на цената на суровата нафта на светските берзи, а со тоа и на секој пооделен нафтен дериват. Не очекувам дека ќе има такви драстични големи зголемувања, туку ќе биде во рамките на тоа што сме го имале во изминативе неколку години. Во услови на драматични геополитички промени, интеграцијата е неодложен геополитички и безбедносен императив за Европската унија, порачала председателката Гордана Силјановска-Давкова во обраќањето на самитот на шефови на држави и влади на учесниците на процесот за соработка во Југоисточна Европа, што се одржува во Тирана. Нагласила дека особено е важна одговорноста на земјите членки од регионот, кои што треба да бидат двигатели на проширувањето, а не извор на блокади што го поткопуваат кредибилитетот на Унијата. Во соопштението од председателскиот кабинет стои дека Силјановска истакнала дека уште посериозна препрека е билатерализацијата на интегративниот процес од самите балкански соседи, преку злоупотреба на правото на вето, идентитетски условувања и историски ревизионизам. Наместо европеизација на Балканот, сведоци сме на опасен тренд на балканизација на Европската унија. И ова мора да се смени, и тоа за доброто на сите, кажа Силјановска-Давкова. На самитот присуствуваше и бугарскиот председател Румен Радев, но нема информација дали на маргините имало средба меѓу него и македонската председателка. Семејствата на загинатите во Кочани доставиле официјално барање до обвинителството за детални информации за досегашната постапка.
Коцевски во петокот информираше дека ја завршиле истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Но втората истрага против осомничените полицајци, што ја води обвинителството за борба против организиран криминал и корупција, се уште е отворена и може да трае до октомври, најавуваат оттаму за Канал 5. Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс денеска до Кочанското обвинителство доставија и официјално барање за средба со обвинителите. Тие бараа детално објаснување за обвинението, кој се е опфатен со него, за кој е запрена постапката и зошто. Од јавното обвинителство пак одговорија дека веќе разгледуваат можност за соодветна локација во Кочани, за да се организира таква средба, на која ќе ги информира за сите аспекти од поднесеното обвинение. Воедно веќе нагласивме дека блиските на жртвите кои беа на претходната средба во обвинителството добија и директен контакт и им беше посочено дека сите семејства на жртвите можат во секој момент во обвинителството во Кочани директно да се информираат за текот на постапката. Велат оттаму. Со обвинението кое го покрена Кочанското обвинителство опфатени се 34 физички и 3 правни лица. Втората истрага ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и со неа досега се опфатени речиси 30 поранешни и сегашни полициски функционери и службеници, но таа се уште трае, а рокот за поднесување на обвинение е двојно подолг отколку за истрагата што ја водеше Коцевски. Тоа беше се. Пријатна вечер.